Добре дојавте во Актуелна Тера, еви ги вестите на денот. Еден од четворицата загинати во хеликоптерската несреќа е од Могила. Турските гробишта гореа во Битола. Македонскиот капитал од Австралија се враќа во градот. Мукос се асфалтира. Четворица загинати е трагичниот биланс од синоќешната хеликоптерска несреќа која се случи кај Струмица. Од МВР информираа дека според првичните информации за несреќата што се случи синоќа околу 22 часот во близина на Струмица, во која загинаа четворица врвни пилоти за време на ноќен тренажен лет, хеликоптерот удрил во антенски столб на македонската радиодифузија, висок 120 метри. Надлежните органи претпладнево ја продолжија истрагата на местото каде што се сруши полицискиот хеликоптер во непосредна близина на индустријската зона Север во Струмица. Се собираат докази кои може да бидат во корист за откривање на причините за несреќата, во која 4 лица ги загубија животите. Ударот на хеликоптерот во антената, речиси сите го виделе. Сношти јас тук си бех во објектот и слушнав одеднаш звукови, знаеш, и стрчав на патот и видов хеликоптер удри во антената што е и падна и експлодира. И излег вонка да видам хеликоптер дека, а уствари светло немаше он. Ама јас хеликоптер не можеа да го видам, нели, дека и како. Ама кога удрила антената, видех, антената искри чина и авионот за минут падна долу. Несреќата се случи синоќа околу 22 часот. Очевици тврдат дека хеликоптерот летел неконтролирано околу 7-8 минути, при што удрил во антената и се струшил на земја. Јас од терацата гледах и мислеах дека нешто буче вонка, без светло, немаше никакво светло он. И едно време го гледах, може 7 до 8 минути без светло летава. И едно време падна, најверојатно удрил од таа антената или барал помош негде да слета. Чујах ти буче хеликоптер беше овој и не се гледаше ништо, немаше ни осветлен, не беше ништо. Само чујах кога удрил антената, видех искри веќе и хеликоптерот одма падна. Струмица ја потресе синоќешната несреќа. Голем број струмичани од љубопитство веднаш дојдоа на местото на инцидентот, каде интервенира и екипи на територијалната противпожарна единица од Струмица, но и од брзата помош. Веднаш по несреќата се преземени мерки за обезбедување на местото и од страна на МВР формирана комисија за спроведување на истрагата за несреќата на полицискиот хеликоптер, кој, како што информираше Јанкуловска, составена е од експерти од различни области со цел утврдување на причините за неа и информирање основниот јавен обвинител од Струмица, кој го спроведува увидот на лице место. Јас уште ноќеска веднаш формирав и посебна комисија, составена од експерти од различни области, затоа што се работи за државен воздухоплов кој е во собственост на Министерството за внатрешни работи и процедурата налага формирање на една ваква комисија. Како што и претходно реков, потребно е да завршат сите действија за да може да дадеме поконкретни податоци за несреќата, меѓутоа ова е она со што првично располага. Еден од четворицата загинати во хеликоптерската несреќа кај Струмица е од Могила. Се работи за Илјо Лопатички, роден во Битола по потекло од Могила. Драги Мицев од Струмица, роден 1969 година, началник на хеликоптерската единица, Маријан Трајковиќ, роден 1967 година во Куманово, Тоде Орешков, роден 1970 година во Кавадаречко и Илјо Лопатички, роден 1968 година во Битола, инак од Могила, се четворицата загинати во хеликоптерската несреќа што се случи синоќа околу 22 часот во близина на Струмица, соопшти Министерката за внатрешни работи. Сите четворица биле дел од хеликоптерската единица на МВР и досега учествувале во сложени операции. Драги, Маријан, Илјо и Тоде беа врвот на хеликоптерската единица и најдобриот персонал на МВР. Беа искусни, зад себе имаа безброј часови лет во различни услови, рече Јанкуловска. Во текот на летот со полицискиот хеликоптер, пилотите не се пожалиле на никакви проблеми, информираше министерката. Според првичните информации за време на ноќниот лет, хеликоптерот со кој управувале удрил во антенски столб на македонската радиодифузија висок 120 метри. Станува збор за хеликоптерот типот Ми-17 собственост на МВР. Релацијата на која летал хеликоптерот била Скопје, Кавадарци, Валандово, Струмица, Берово, Делчево и обратно, рече Јанкуловска.
Точните координати во моментот на падот ќе бидат дополнително утврдени од двете црни кутии што биле пронајдени заедно со уредот за покажување на правецот на летот. Синоќа гореше трева на турските гробишта во Битола. Секоја година истото се случува во летниот период. Маја Богоевска. Досна синоќа противпожарната единица интервенираше на пожар кој ги имаше зафатено турските гробишта. Дојавата ја добиле после полноќ, а екипа веднаш замина за да се справи со огнот. Од пожарната информираа дека гореше трева и дека нема поголема материјална штета, но отежнето беше гаснењето заради ветрот кој дуваше. Приказната се повторува секоја година. Нема лето а да не горат или турските гробишта или еврејските гробишта, депониите. Секоја година има места во Битола на кои редовно има пожар. Кога намерно, кога од невнимание, но сепак и најмало пламенче може да прерасне во голем оган и да предизвика голема штета. Загина градежен работник кај областа во Битола. Полицијата ги истражува причините за смртта. Оливера Михајловска. Градежен работник загина вчера попладне во стамбена зграда во населбата позната како областа во Битола. Засега не се познати причините и на кој начин работникот го загуби животот. Полицијата направила увид и заменик јавен обвинител наредил обдукција за да се утврди причината за смртта. Битолчанецот Никола К, роден 1970 година, бил ангажиран како градежен работник. Од секторот за внатрешни работи Битола информираа дека веднаш по дојавата за несреќен случај во населбата областа испратиле стручни екипи, а на местото на настанот пристигнаа медицински лица и истражен судија. Смртта на Никола К од Битола е констатирана на лице место, а се случи пред една од зградите во населбата. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Денес првата прилика за бесплатно совоз. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што се борите летово? Со топлото време, со комарците и инсектите, со поскапувањата. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. МВР ги потврди информациите дека хеликоптерот кој се урна во Струмица бил полициски. Од МВР потврдуваа дека во несреќата загинале 4 лица. Струмица не објави фотографија од антената во која според првичните претпоставки удрил хеликоптерот пред да се урне, пошто 4 припадници на граничната полиција на МВР загинале. Зад насилното однесување на протестите за пресудите во случајот Монструм стојат луѓе задоени со верски радикализам, рече во вчерашното интервју за втората програма на МТВ премиерот Груевски. МНР соопшти дека нотите им се врачени поради официјалните ставови и изјави на Министерствата за надворешни работи на двете земји, на високи политички представници на Албанија и на владата на Косово во врска со протестите организирани во Македонија. Полицијата во Босна разбила група на кратци на луксузни автомобили. На тајна локација се пронајди најмалку 60 возила кои биле растурани во делови. Израел денеска четврти ден поред ја продолжи војната кампања од воздух и море врз Газа, од каде милитантите на Хамас ја ракетираат еврејската држава. При денешните напади загинале 5 палестинци во Рафах. Амбасадорот на Австралија денеска во посета на Битола ја заинтересирале поволностите и условите за инвестирање кај нас. Најави промоција на Битола преку незината амбасада во Белград. Искуството со австралиски инвеститори во Битола се покажало добро. Најавија продолжување на инвестициите. Оливера Михајловска. Воодушевена од самата Битола, но и од условите под кои може да се инвестира во неа. Амбасадорката на Австралија од Белград денеска нагости кај градоначалникот. Го пофали за заложбите и најави поголема промоција на нашиот град преку амбасадата.
I think the city mayor has done Мислам дека градоначалникот ја направи вистинската работа избирајќи го вистинското место за инвестиција и веќе имаме неколку австралијани кои тука инвестирали ќе продолжат да инвестираат. Мислам дека исто така ќе работиме и на неколку други идеи за да помогнеме да се промовира она што се случува тука преку мојата амбасада во Белград. Талевски ја запознал со поволностите од државата, но и од локалната самоуправа, за зоната Жабени, за касарната, за филмскиот град и останатите локации со кои се нуди Битола како место за инвестиција. Досегашното искуство со австралиски инвеститори вели било позитивно и најави ново. Со него исто така разговаравме за нови инвестиции, тој ќе гради уште еден објект и уште еден трет за кој што дополнително ќе ве информираме кога ќе се направат сите услови. Не само Ѓоре, тука имаме и други инвеститори во индустријската зона Жабени. Вие знаете дека таму потенцијално имаме нови тројца наши македонци кои што сакаат да градат фабрики, за кои што за двајцата веќе су информиран дека 100% ќе реализираат својата инвестиција. Значи, еден од нив е наш исто така македонец, кој што ќе инвестира во фабрика за чипс и филмска продукција во Битола, која што можеби единствено и најмногу значи и веројатно највозможна за реализација како идеја токму во Битола. Желбата на сите била не само нашите иселеници во Австралија да го носат својот капитал во Битола, туку и австралијаните да почнат да размислуваат за инвестиции кај нас. Интерес велат имало. Како што знаете, јас сум битолчанец, ја што ја представувам диаспората, што значи јас сум конекцијата помеѓу македонскиот народ кој живее во Австралија, Азија и Нов Зеланд, повеќето во Австралија, и ги пренесувам нивните идеи и проблеми во Собрание на Република Македонија. Што значи јас сум човекот што конекцијата помеѓу Република Македонија и Австралија. Интересот е голем, гледате дека амбасадорката не случајно е посете Битола, пошто знаете дека нашата диаспора претежно во Австралија потекнува од Преспанско-пелагонискиот дел, претежно битолчани од битолската околина. Прв по електронски пат доби одобрение за градба и размислува за уште две нови инвестиции кои не ги откри на денешната пресконференција. Па да ви кажам, моето искуство е доста добро и еве во присуство тука има неколку наши сограѓани од Сиднеј кои што заедно со нашиот градоначалник Владимир Талевски бевме во обиколка на другите инвестиции и му објаснував за другите инвестиции, така да и тие се заинтересирани околу изградбата на станови и изградбата на хотели. Така да сега по нашето враќање во Сиднеј ќе разговараат тие со некои големи компании што се за хотели. Мислам дека имаме добра шанса да добиеме барем еден хотел. Талески и Фини разговарали за релацијата на Битола со соседот, зашто ја информирал дека високата политика не е работа на локалната самоуправа. Се асфалтираат 5 краци на улицата Мукос. Инвестицијата е вредна нешто повеќе од 4 милиони денари. Маја Богоевска. Како дел од програмата на општината за оваа година во делот на градежните активности се неколкуте гракови на улицата Мукос. Се наоѓаме на дел од улицата Мукос. Практично ова беше во програмата на општина Битола и еве започнуваме и асфалтираме 5 краци од Мукос, што значи дека останатиот дел ќе продолжиме понатаму. Значи ова е во вредност од 4 милиони и 200 000 денари. Имавме еден мал дел санација на водоводната мрежа, канализационата мрежа и се разбира 5 краци сега ги асфалтираме. Исто така овој период се подготвуваме, значи во урбаниот блок 18 каде што поставуваме инфраструктура и имаме во Крстоари Лавци подготовка за асфалтирање. Мислам дека максимално ќе исполниме програмата што практично ја планираме како градежна сезона за 2014 година. Наредните денови ќе продолжат со работа на терен и покрај променливото време. Денеска е првата прилика за пензионерите го искористат бенефитот бесплатно со воз низ Македонија. Оливера Михајловска. По бесплатниот автобуски превоз за пензионерите уште една поволност. Од 1 јули годинава бесплатно се возат и со воз. Жените над 62 и мажите над 64 години кои сакаат да патуваат со воз, наместо да плаќаат билет, треба да ја покажат само личната карта. Овој бенефит важи секој втор викенд во месецот, почнувајќи од петок изутрина па до вечерните линии во недела. Право на бесплатно патување имаат со сите, освен со деловниот воз за кој се предвидени чекирања, закажување
патување и доплата. На билетарите, пензионерите ќе треба да приложат само лична карта и ќе добијат бесплатен билет до дестинацијата што ја избрале. Поволностите за пензионерите ќе останат меѓу приоритетите, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Од следната година, како што најави министерот Спасов, пензионерите ќе имаат уште еден бенефит – бесплатен туристички викенд, а во тек се и преговори со инвеститори за отварање на повеќе приватни старечки домови. Во Македонски железници новини има и за помладите. Веќе од 1 јули се воведуваат бесплатни билети за воз за младите до 27 години, а за студентите ќе има бесплатно возење и секој четврток, како и 50% попуст во другите денови. Еве што донесува светот на Актуел. Муслимански екстремисти се заканија на ФИФА светското првенство во 2022 да не се игра во Катар. И за други вести од светот по кусата пауза. Останете со нас. Фрајле гостуваа во Битола. Прослава за наградата на представата Без паника. Промоција на книга на Гордана Петров. Концерт на современ джез. Битолскиот дувачки оркестар ги воодушеви битолчани. Израел вчера драматично ги засили воздушните напади во Газа и погоди стотици цели на Хамас, а палестинците изјавија дека 8-чено семејство загинало во воздушен напад што им го уништил домот. Израелскиот противракетен штит повторно ги пресетна ракетите што ги спукаа милитантите во централниот дел на земјата. Воен портпарол изјави дека во текот на ноќта Израел погодил повеќе од 320 цели на Хамас, фокусирајќи се на подземната мрежа тунели и локации за лансирање ракети. Со ова вкупниот број погодени мети во масовната офанзива што се изведува изминатите 3 дена се искачи на 750, загина најмалку 75 палестинци. Војската соопшти дека Израел веќе мобилизира 20.000 резервисти за можни копнени операции во Газа, но засега Израел се фокусира на максимално искористување на воздушните напади. Во случај на копнена инвазија, ќе има многу цивилни жртви на палестинската страна, а копнените сили на Израел ќе бидат изложени на опасност. Ниту една страна не покажува знаци за смирување во најжестоките борби од 8-дневната битка кон крајот на 2012 година. Неколку лица беа ранети кога ракета истрелана од појасот Газа погоди бензинска станица во градот Ашдон во јужен Израел, јави израелското радио. Неколку лица беа ранети кога ракета истрелана од појасот Газа погоди бензинска станица во градот Ашдон во јужен Израел. Бензинската станица се запалила што предизвикало неколку експлозии. Една од жртвите во критична состојба, додава радиото, без да го прецизира бројот на повредените. Вашингтон е подготвен да преговара за прекин на огнот меѓу Израел и движењето Хамас, му пренесе американскиот претседател Барак Обама на израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху. Обама зборуваше со Нетањаху во време кога Израел ја засили воздушната офанзива во појасот Газа во обид да се спречат ракетните напади насочени кон Израел. Белата куќа соопшти дека Обама ги осудил ракетните напади и изјави дека Израел има право на самоодбрана, но Обама исто така ги повика двете страни да не дозволат кризата да ескалира и да работат на враќање на мирот. Претходно, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун повика двете страни да се согласат на итен прекин на огнот. Повеќе од 80 палестинци се убиени откако Израел на 7 јули започна воздушни напади во Газа како одговор на прекуграничните ракетни напади од Хамас. Годишнина од масакрот во Сребреница. Денеска е денот кој не може да се заборави, 19 годишниот од масакрот во Сребреница, што го сторија силите на босанските срби под раководство на Ратко Младик, откако холандските трупи на Обединетите нации, кои требаше да го штитат градот, се повлекоа. Како дел од одбележувањето на овој тажен датум, денеска во меморијалниот центар во Поточари ќе бидат погребани посмртните останки на уште 175 идентификувани бошњаци убиени во Сребреница во 1995 година, чии останки беа пронајдени во една од масовните гробници. Една од жртвите е и момче на возраст од 14 години. Семејствата на жртвите од Сребреница ја чекаа пресудата по нивната тужба против Холандија, која ја сметаат за одговорна бидејќи холандските мировници не ги спречили убиствата на нивните најблиски во 1995 година.
Джихадисти до шефот на ФИФА велат најдете друга држава за светското првенство. Катар е дел од нашиот калифат. Припадници на екстремистичката исламска организација ИСИС, кој однеодамна прогласија калифат, кој наводно од подрачјето на Ирак и Сирија ќе се прошири во Европа, Азија и Африка, му испратиле писмо на претседателот на Меѓународната фудбалска федерација ФИФА Сеп Блатер. Во службениот допис од лидерот на фудбалската организација бараа да пронајде нова локација за одржување на светското првенство во 2022 година, чија што организација под сомнителни околности му е доделена на Катар. Ова е писмото во целост кое што го објави египетскиот дневен весник Ал Ватан. Почитуван Јосифе, веќе во 2010 година ви напишавме кога одлучивте или од страна на катарскиот емир бевте корумпирани да одлучите Катар да биде домаќин на светското првенство во 2022. Сега откако е прогласен калифатот, соопштуваме дека во Катар нема да се одржи светското првенство. Со оглед на тоа што тој ќе стане дел од калифатот, со кој владее калифатот Ибрахим бин Афган Алгасирија, кој е против корупцијата или оддалечување од исламот во муслиманската држава. Поради тоа ви предлагаме да донесете одлука за друга држава наместо Катар. Исламската држава има проектили од типот суд кој лесно може да го погодат Катар. Тоа американците го знаат, стои во заканувачкото писмо. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Еден од најдобрите европски музички фестивали Екзит вчера почна во Нови Сад. Фестивалот ќе трае до 13, а потоа продолжува во Будва. Од Нови Сад Агим Джело. Додека Македонија живее во духот на протести проткаени со многу омраза, од синоќа Нови Сад живее во духот на Екзит фестивалот. Вратите на Петроварадинската тврдина беа отворени во 19 часот, но сепак за официјално отворен фестивалот беше прогласен на полноик со спектакуларен 10-минутен огномет и електричен перформанс на Pet Shop Boys на главната сцена. Инаку пред настапот на Pet Shop Boys на оваа сцена свое шоу имаше и одличниот белгиец Стромае. Разигран, расположен, комуницираше со публиката на француски и српски јазик. Инаку, вчерашните грмотевици и дождови беа најава дека целиот фестивал ќе биде попратен со дождови и ветрови, но според синоќешното расположение на екзиташите, дождот нема да расипи позитивната атмосфера која владее во Нови Сад. Сепак, според оно што го забележавме на тврдината, оваа година на екзит главен моден детаљ ќе бидат ветровките заради заштита од ветрот и дождот, како што кажав, кој што ќе го има во текот на целиот фестивал.
И годинава кампот е првиот избор за сместување заради ниските цени и во кампот досега се сместени над 3500 кампери, но се очекуваат уште многу други гости. А најмногу бројни се гостите од Холандија, Англија, Бугарија и се разбира од екс-Југославија. Вечерва со нетрпение се очекуваат настапите на Рудиментал на главната сцена и се разбира на Карл Кокс на Денс Арената, инаку Карл Кокс е редовен гостин на Екзит фестивалот. А по едногодишна пауза повторно е ставен во функција експлозив стејџот, поточнечено сцената каде што настапува бендовите кои што свират рок и метал музика. А ова година на оваа сцена свој настап ќе имат и СМАТ од Македонија. Кога сме веќе кај македонските бендови, можам да кажам дека исто така со неотерпение се очекува и настапот на Бернес Пропаганда, кои се добро познати на српската публика. И за крај само да напоменам дека на првиот ден на Екзит имаше над 40.000 посетители. За вестите на Тера телевизија од Петроварадинската тврдина во Нови Сад, Джело Агим. Овде ве поздравуваме и посакуваме пријатен викенд.